казино или облажувалница спроти училиште или детско игралиште. Ваквата слика би можела да стане минато доколку новиот закон за игри на среќа го мине собранискиот филтер. Според владиниот предлог, освен оддалеченост од 500 метри на деловните простории во кои се приредуваат игрите на среќа од основни и средни училишта и ограничување за рекламирање, така наречените коцкарници ќе треба да исполнуваат европски критериуми, бидејќи текстот предвидува воведување на стандарди за спречување на перење на пари и финансиски криминал, при што секој автомат ќе биде електронски поврзан со системот на УЈП, што ќе овозможи надзор врз неговата локација и работење. Дел од граѓаните кои ги пресретнавме пред камерата на Канал 5 велат дека ја поддржуваат идејата објектите за обложување да се дислоцираат и да бидат подалеку од очите на децата и младите. Некои пак сметаат дека треба да има побалансирано решение. Не е лошо, нека направат што се прави, све е добро. Све што е навик може да биде и одвик. А кажете ми, мислите дека ако помине законов дека реално ќе се спроведе на дело? 100%. Да? Да. Дали реално децата ќе престанат да одат во коцкарници? Па се намалува шансата. Мислам дека децата се числи како што им даваш повеќе можности, во тој момент ќе ги користат, бидејќи не знаат. Така да мислам дека е добар начин да се насочат. Можеби да се насочат дека добрата барем да се оттргнат од полошите. Сега овие тука работа да им затвориш не иде. Сега стварно тука децава се коцкаат, ама. Со на УЈП системот ќе бидат поврзани за да нема злоупотреби. Тоа државата требало и порано си мисли, нема ги приватни фирми да лапаат поише, а државата да не го пуни џепот. Тоа е меѓу нив, ама не да биде на рачун на овие што се коцкаат. Сепак во предложениот член 24 од законот стои дека спортските обложувалници би се изземале од правилото да бидат на 500 метри од училишта, но доколку се толку близу до образовна установа, нема да смеат да работат со видеолотариски апарати или електронски игри на среќа. Предлог законот, кој веќе го мина првиот чекор во Законодавниот дом во Комисијата за финансирање и буџет, не е прв обид за ограничување на пристапот на децата и младите до обложувалниците и казината. И во 2024 имаше собраниска постапка за слично законско решение, со кое се предвидуваше и спортските обложувалници да бидат на 500 метри од училишта. Законот беше изгласан во собранието, но не стапи на сила бидејќи тогашниот председател Стево Пендаровски не го потпиша указот и го врати во собранието.